Незаконски спровеле тендер вреден речиси 2 милиони евра, иако знаеле дека проектот е технолошки неизводлив. Со лажна документација за наводно завршени работи биле исплатени огромни суми пари, злато и возила, дел во земјава, други во странство. Битолските обвинители го срочија обвинението за белорускиот конзул Борче Марковски и 7 директори и раководители. Со цел да се офајдат, спровеле јавна набавка за дислокација на опрема од рудникот Ослома и во РЕК Битола, иако знаеле дека таквиот систем не одговара на условите во рудникот Живојно. Поради специфичната форма на коп и краткиот век на експлоатација, таму не било предвидено користење на ваква технологија, што ја правело набавката нецелисходна и штетна. Обвинетите го навеле управниот одбор да го измени годишниот план и да овозможи реализација на јавната набавка, а минималните услови за учество на тендерот ги предимензионирале, фаворизирајќи само едно правно лице. Со тоа и овозможиле на обвинетата компанија да се јави како единствен понудувач и да го добие тендерот вреден 90 милиони денари. Марковски заедно со двајца вработени во неговата фирма се товара дека со лажна документација прикажале завршена монтажа што никогаш не била изведена, додека опремата стоела расфрлана во кругот на РЕК Битола. Со свесно кршење на прописите за јавни набавки, според обвинението, тие злоупотребиле постапката и наплатиле работа која постоела само на хартија. Незавршената обврска е наплакеле врз основа на невистинитата документација со што правното лице се стекнало со противправна имотна корист од големи размери. Ова им го овозможиле тројца од обвинетите директори и раководители во РЕК Битола, кои во 2024 година ги подпишувале записниците и извештаите за наводно извршени работи, иако знаеле дека се невистинити, со што го навеле оштетеното правно лице РЕК Битола да изврши незаконита исплата и сториле продолжено кривично дело. Измама во службата од член 355 став 3 од Кривичниот законник. Обвинителот бара од судот за пленетите 1,7 милиони евра од Марковски да му се одземат, а тој да остане во притвор каде што се наоѓа од октомври. Имотот на белорускиот конзул до кој дошли истражните органи тежи 500.000 евра само на банкарските сметки во Македонија, а Србија му замрзна имот 10 дена од како беше отворена истрагата за него и неговата фирма. Во сефот во Белградска банка биле пронајдени 1,2 милиони евра, 1000 швајцарски франци, 3 златни монети и една златна плочка, плюс замрзнати се и 10 нови товарни и приклучни возила набавени во 2025 година од фирма во Србија во собственост на Марковски, кои исто така може да бидат конфискувани. Меѓу останатите обвинети е и поранешниот директор во РЕК Битола Пеце Матевски, кој веќе е обвинет и во предметот адитив, исто така за злоупотреби, за кој веќе се води судски процес.